Најави за денешниот дневник. Нелојалната конкуренција и немање доволно организиран откуп на медот се само дел од предизвиците за охридските пчелари. Шеснаесет пациенти повредени во пожарот во Кочани денеска ќе бидат пуштени на домашно лекување. Потребно е подигнување на свеста за важноста на оралното здравје. Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија предупредуваат за измами на граѓаните преку лажна веб страна. Започнаа преговорите во Ријад за мир во Украина. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и топло. Максималната дневна температура достигна до 18 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преовладува умерено облачно, ветровито и релативно топло време. Утре во централна, југозападна, јужна и југоисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во североисточна Европа, каде ќе биде постудено. Во останатите предели од континентот ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Во Македонија во утринските и предпладневните часови во северните предели ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а во текот на денот со услови за слаби локални врнежи од дожд. Во останатите предели од Македонија во текот на целиот ден ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималните температури во интервалот 5 до 11 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 11, односно до 20 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Ќе дува умерен слаб југоисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и свежо. Минималната температура од 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 12, односно до 13 степени. Во петок умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и потопло со максимални 15 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани.
Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Нелојална конкуренција, намален принос по пчелно семејство, но и нови паразити се само дел од проблемите со кои се соочуваат пчеларите во Охридскиот регион. Од Сдруженијето на пчелари Охрид посочуваат дека се потребни позачестени инспекциски контроли, но и организиран откуп на мед и пчелни производи. Охридските пчелари се соочуваат со се поголеми предизвици. Климатските промени влијаат на намалување на приносот на мед од пчелните семејства, а и за она што ќе се собере нема пласман поради нелојална конкуренција од увоз на мед, најчесто со лош квалитет, вели Наум Трпчевски, председател на Сдруженијето на пчелари Охрид. Предизвиците со кои се соочуваме се, за жал, се поголеми и поголеми. Се соочуваме со нелојална конкуренција на увозен мед, фалсификуван мед по пазарите, каде апелираме до инспекциите да прават многу позачестени контроли. За жал немаме организиран откуп на пчелни производи, бидејќи се соочуваме со енормно увоз на ефтин мед од сиромашни региони како што се Молдавија, Украина, Кина. Не сме конкурентни со цена за да можеме да извезуваме на странски пазари, а пласманот го правиме по пазарите, по локални маркети и слично. Болестите на пчелите се неодминлив дел од пчеларењето, но според Трпчевски се појавиле и два нови паразити со кои ќе треба допрва охридските пчелари да научат како да се справуваат. Што се однесува до употребата на хемиски средства во воштарството, соработката на пчеларите со воштарите е добра во насока на спречување на помор на пчелите, од што штета нема само пчеларот, туку и овоштарот, бидејќи излетничката пчела му е главен адут за опрашување на овошките. И покрај макотрпната работа и грижа за пчелните семејства, приносите од мед бележат тенденција на намалување од година во година. Фактот дека климатските промени си го зедоа својот дел, се соочуваме и со намалени количини по пчелно семејство. Ако да речеме во 90-тите години, енормно лоша година било кога ќе се извадело 20 кг по пчелно семејство, ние денес со 10 кг сме можеби и задоволни на некој начин. Далеку со идеални условите, меѓутоа ние се трудиме да со засадување на медоносни растенија, со едуцирање на населението, со подигнување на свеста, да ги омасуваме, да ја омасуваме племенитоста на природата, со тоа и придобивките од пчеларењето. Во Охридско 1 килограм природен мед достигнува цена од 600 до 700 денари. Пчеларите добиваат 600 денари годишна субвенција по пчелно семејство. На пчеларите во рурални подрачја, како и за регистрирани за производство на примарни пчелни производи, ги следува и додаток од 200 денари по пчелно семејство. Во регионот Охрид и Дебрца има околу 350 пчелари.
Министерот за здравство, доктор Арпен Тарабари, во денешната изјава за медиумите, информираше дека вкупно 16 пациенти кои се лекуваат во државава, денеска се испишуваат од болница и се упатуваат на домашно лекување. Во моментов во Скопје се лекуваат вкупно 46 пациенти, а 115 пациенти надвор од државата. Медицинските тимови во земјава веќе се подготвуваат за прием на пациенти кои се враќаат од странство. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Да се надеваме дека и нивната состојба ќе се подобри. Оваа недела очекуваме 8 пациенти да ни се вратат, меѓутоа после тоа повторно ќе ве брифираме со нови информации за идната недела која планираме. Јас се надевам дека половина од пациентите ќе се вратат барем за 2 недели, ќе бидат во државата. Кај некои веќе се прават и други оперативни зафати на кожата и се што треба и во Македонија кои што се лекуваат и надвор од државата, и веќе зборуваме за фаза на третман на пациентите и рехабилитација на пациентите, меѓутоа за тоа секако ќе ве информираме. Процентот на кариозни заби во земјава се уште е на високо ниво. Токму затоа посветеноста на здравствените служби во последно време е работа на превенција. Половина од светското население се уште е засегнато од нетретирани орални болести, кои се причина за загуба на забите и нарушување на основните функции на устата. Половина од светското население се уште е засегнато од нетретирани орални болести кои што се причина за загуба на забите и нарушување на основните функции на устата, како јадење, зборување и смеење. Светскиот ден на оралното здравје е најголемата глобална иницијатива за подигнување на свесноста на популацијата за значењето на оралното здравје. Оваа кампања од 2013 година традиционално започнува од 20 март. Овогодинешната тема на кампањата организирана од Светската асоциација на стоматолози е Среќна здрава уста за здрав ум и ја покажува поврзаноста на оралното здравје и менталната благосостојба. Здрава насмевка е среќна насмевка. Среќна насмевка всушност прави да се чувствуваме добри и однатре и однадвор, всушност ја зголемува нашата самодоверба и грижата за оралното здравје всушност представува грижа и за менталното здравје. Процентот на кариозни заби во земјава се уште е на високо ниво. Токму затоа посветеноста на здравствените служби во последно време е работа на превенција, не само на одржувањето на правилната хигиена, туку и на соодветната исхрана. Стоматолозите велат најзначајна е превентивата, редовни превентивни прегледи, особено кај децата. Најголемо внимание посветуваме за грижата кај младите деца. Всушност, по препораките на Светската здравствена организација, првата посета на стоматолог треба да биде поврзана со првиот роден ден. За многу изгледа тоа смешно и што најчесто е прашањето што ќе прави детето на прва посета каде што има едно, две или неколку запчиња, но тоа е многу битно за да детето се навикне на самата средина, да свати дека самата посета на стоматолог не е ништо страшно, дури може да биде и забавно. Потоа продолжуваат превентивните прегледи во секоја возраст, каде што одделот за детска и превентивна стоматологија при здравствените домови ги повикуваат на систематски прегледи, се следи состојбата на забите на децата. И не само децата, целото население треба да врши превентивни прегледи кои се препорачуваат 2 пати во годината. Апелираме до населението, без разлика на возраста, превентивните прегледи да се обавуваат 2 пати во годината на 6 месеци. Под превентивен преглед се подразбира преглед кога пациентот нема никаков проблем со ниту еден заб, ниту со гингивата непцето, всушност да биде само посета на стоматолог, каде што стоматологот ќе запримети доколку постои некаков проблем. За разлика од минатото, младите стоматолози особено внимание посветуваат на пристапот кон најмладите. Најважно е децата да немаат страв од одење на забар. Не се плашам и редовно го посетувам заболекар. Докторката е многу добра, не се плашам да доаѓам на заболекар. Досека имам проправено. Пробајќи се запчиња. Овдека идам редовно на преглед, носам фиксни протези, прво носев мобилни и еве ми помогна многу. Имам фиксни протези, ги носам веќе мислам дека 2 години и идам во месецот мислам 2 пати. Тука доаѓам од 9-10 години, немам ни еден расипан заб
Сите заби ми се прави, носев мобилна протеза. Оралното здравје е исто толку важно како и општото здравје. Оралните заболувања засегаат милиарди луѓе ширум светот, особено во земји со ниски приходи. Најчестите проблеми вклучуваат кариес, пародонтални заболувања, губење на забите и орален карцином. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги предупредува граѓаните за сериозна фишинг измама која се одвива преку лажна веб страница со адреса fzom.net. Оваа веб страница се представува како официјална страница на фондот и има за цел да украде лични и финансиски податоци на граѓаните. Измамници преку лажен сајт fzom.net се обидуваат да ги набедат граѓаните да ги внесат своите лични податоци, име, презиме, матичен број, адреса, податоци за здравствено осигурување, податоци за банкарски сметки и кредитни картички, кориснички имиња и лозинки. Фондот за здравствено осигурување на Македонија категорично ги предупредува граѓаните да не ги внесуваат своите лични податоци на веб страницата fzom.net. Официјалната веб страница на фондот е исклучиво fzo.org.mk. Проверете ја внимателно веб адресата пред да внесете какви било лични податоци. Не кликајте на линкови од сомнителни електронски пошти или пораки. Не споделувајте ги вашите кориснички имиња и лозинки со никого. Пријавете ги сите сомнителни активности на ФЗОМ или во најблиската полициска станица. Официјалната веб страница на Фондот за здравствено осигурување на Македонија никогаш нема да побара од вас внесување на банкарски податоци, укажуваат од фондот. Фондот за здравство веќе презема мерки за да ја блокира оваа лажна веб страница и да ги заштити граѓаните. Фондот соработува со надлежните органи за да ги идентификува и да бидат казнети сторителите на оваа измама. За дополнителни информации и пријавување на сомнителни активности, граѓаните може да се обратат на официјалната веб страница на фондот fzo.org.mk, на телефонскиот број на фондот 02 3289 000 или на електронската пошта info@fzo.org.mk. Фондот за здравствено осигурување апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни и да ги заштитат своите лични податоци од ваквите измами. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!